Почитувани граѓани на Република Македонија, годинава на ден Илинден одбележуваме 115 години од славната Крушевска република, 74 години од државотворниот Асном и 27 години од независноста на Република Македонија. Република Македонија е плод на неповратниот историски процес што започна со пролетта на српските народи во првата половина на 19-тиот век. Но таа пролет кај македонскиот народ беше поинаква. Додека соседните балкански народи преку монархии градеа независни држави, македонскиот народ го избра патот на републиката. Разлика од оние кои повикуваат странски династии да ги заштитуваат и представуваат, македонскиот народ сам си ги давал своите заштитници, застапници и херои кои се бореле за општото добро, за рес публикум. Водени од тој идеал, на Илинден 1903-та, тука во Крушево, тие формираа првата македонска република, Крушевската република. Тоа е воедно и првата демократска република на Балканот, која ги вклучи идеалите на слободата од тиранијата, еднаквоста пред законот и братството меѓу народот на Македонија. Иако краткотрајна, Крушевската република внесе светлина во долгата и темна македонска ноќ. Иако само за миг го огреа таа светлина на слободата, народот повеќе не сакаше да се врати назад во темнината на робството и тиранијата. Слободата на републиката стана негова трајна идеја водилка. За Илинден и за славното Крушево пишува сите светски медиуми. Сведоштвото за тој сон се пренесуваше ни сите светски метрополи, од Њујорк, Москва, Токио, Виена, Берлин, Лондон, Париз, дури и до земјите на Латинска Америка. Рефлектирајќи врз тие судбоности настани, Димо Хаџидимов во 1924-та ќе прорекне дека народот што можеше да даде едно илинденско востание и да преживее цел синџир тешки и горливи разочарувања по него, но кој пак не е очен, ами се крева на нови борби, тој народ нема да умре, туку ќе го доживее триумфот на својот идеал. Доволно е само да не ги затвориме очите пред условите во кои се развиваше во минатото и во кои ќе се развија во иднина неговото ослободително дело. Само 20 години подоцна, една млада генерација, предводена од Кузман Јосифовски Питу, ги препозна условите и ја презеде на себе од историската одговорност. Одговорност да го поведе народот во организирана и решавачка борба за политичка слобода и социјална правда. И повторно, идејата водилка на таа славна генерација беше македонскиот републиканизам. Затоа, излегувајќи како победник над фашизмот и нацизмот од Втората светска војна, македонскиот народ на ден Илинден 1944-та ја формираше својата Втора македонска република, Асномска република Македонија. Верен на републиканскиот идеал, на 8 септември 1991 година, македонскиот народ ја прогласи својата трета независна Република Македонија. Народот по трети конечен пат ја презеде одговорноста за нејзината сегашност и иднина на самиот себе, повеќе да се потпира на други. Драги сограѓани, за да ја разбереме историската одговорност на народот кон својата република, неопходно е да се вратиме на изворот каде што водата е најбистра. Во 1919 година македонските студенти во Софија
побарале од Ѓорчета Петров да одржи беседа на гробот на Гоце Делчев. Тие најверојатно очекувале да го чујат веќе познатиот наратив дека Делчев бил алфа и омега на револуционерна Македонија. Но Ѓорче им кажал нешто друго. Гоце верувал дека не силните индивидуи, туку организираната сила на народот треба да изнесе борбата на своите плешки. Делчевата генерација кај народот ја вгнездила верата во собствените сили, бидејќи робството исчезнува тогаш кога робот престанува да биде роб во душата. Ѓорче им рекол дека македонското ослободително дело е историска неопходност, што не се должи само на поединци, туку на колективната волја на населението на Македонија. Тој бил убеден дека идејата за самостојна Македонија е директна цел на нејзиното население, на нејзиниот македонски народ. Ова цел за самостојна Македонија започна да се реализира на нашиот прв Илинден, во нашата прва република, Крушевската република, создадена заради правдата, слободата и човечкиот живот на нејзините граѓани. И оваа благородна цел продолжи да се развива на вториот Илинден во нашата втора Автономска република Македонија, која стана символ на слободата и изразител на суверенитетот на македонскиот народ. И токму оваа цел беше конечно заокружена на нашиот трети Илинден, кога на 8 септември 1991 од суверената волја на македонскиот народ се роди суверената македонска држава. Нишката што ги поврзуваат трите наши македонски републики е суверената волја на македонскиот народ. Таа суверена општа волја на македонскиот народ секогаш била изразена во општото добро, во републиката. Драги сограѓани, македонскиот народ секогаш ги сакал своите републики. Со носталгија се сеќавал на претходната и со надеж ја очекувал наредната. Бидејќи само во републиката која е негова, која е израз на неговата волја и на неговиот стремеж, народот можел да се чувствува дека е свој на своето. И тоа не треба да не чуди, бидејќи највозвишена цел на еден народ е да создаде своја држава. И само оние народи кои формирале своја држава, ја реализирале слободата со тоа што станале самодоволни. Но македонскиот народ не сакал каква било држава. Туку ја сакал она најправедната, најслободната, најпрогресивната. Ја сакал својата република, бидејќи токму таа го штитела од нечовечните деспоти, тирани и автократи. Македонскиот народ ја сакал републиката како највисок идеал на сите слободолюбиви народи. Републиката што го штити општото добро. А општото добро е работа на народот. И токму тоа е суштината на концептот Res Publica, Res Populi. Републиката е на народот, бидејќи од него извира сувереноста и во него се слева сувереноста. Република Македонија не е приватна собственост, а некој да тргува со неа, со нејзините атрибути и вредности. Република Македонија не е личен имот, а некој да ја распродава. Република Македонија не е ничија земјата, секој да ја присвојува. Република Македонија му припаѓа на народот кој ја создал. А тој народ, освен што полага историско право на својата република, истовремено има и историска одговорност кон таа своја република. Бидејќи ниту една генерација, вклучително и нашата генерација, не може да тврди дека со неа започнува се. Нацијата, државата, републиката се создавани и градени од многу генерации. Кај едни се родила како идеја што им ја греела душата, а другите се бореле и збориле за остварување на таа идеја. Трети пак работеле на нејзиното надградување. И сите тие генерации се вградиле во нашата единствена татковина Република Македонија. Што друго е македонската традиција ако не демократија развлечена низ времето? Демократија која им дава право на глас
и на нашите предци, на преродбениците и илинденците, на антифашистите и асномците, на граѓаните основоположници на суверена и независна Република Македонија. Но зошто само наместо една сме имали дури 3 републики? Зошто сме ги губиле нашите републики, за да мора одново да ги создаваме? Верувам дека причината лежи во една од ненаучена лекција што постојано ни се повторува. Во 1903 била донесена одлука за подигнување на Илинденското востание. Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Хаджидимов и други сонцељубиви револуционери категорички се спротиставиле на избрзаната одлука за прерано кревање на востанието, бидејќи народот се уште не бил подготвен. Но наместо да бидат послушани, тие били игнорирани и заобиколени. За кратко време Крушево било разрушено, а востанието крваво задушено. Настапило ново, потешко робство, нова и потешка тиранија. Во 1945-та, посредно по првото заседание на АСНОМ, се правеле обиди одлуките за нас да се носат без нас. Ченто, Брашнаров, Чучков, Шатев, Полежиновски, Влахов и многу други патриоти се спротиставиле на едноумието на комунистичката партија, бидејќи цврсто верувале дека ние можеме да бидеме своји на своето. Но наместо да бидат послушани, нивните гласови биле задушени. Во 1998-та, една претходна влада на Република Македонија донесе одлука да го признае Тајван крај спротивставувањето на председателот на Републиката. Во ситуација во која сите механизми на системот беа ставени настрана, председателот Глигоров подсети дека законите на Републиката се напишани да се почитуваат, институциите се поставени да соработуваат, но и да вршат контрола едни на други и да не дозволуваат да се појавуваат грешки. Преку владењето на правото, Републиката има воспоставено законски механизми за да може да ја остварува својата суштина, а тоа е да се грижи за општото добро на граѓаните. Но наместо да биде послушан, Глигоров беше игнориран и заобиколен. Онака како што денес, 20 години подоцна, оваа влада се обидува да ме заобиколи мене. Ако тајванскиот договор е резултат на сребролюбие, грчкиот договор е резултат на славолюбие. Заслепени од рефлекторите на некои наши политичари како личната слава да им е помила од достоинството и судбината на цел еден народ. Ако во тајванскиот договор се направи обид да се редефинира позицијата на Република Македонија на меѓународен план, со грчкиот договор се редефинира самата наша држава. Почитувани сограѓани, се зборува за владење на правото, а се врши правно насилство. Насилството, рекол Солженицин, нема со што друго да се покрие освен со лага, а лагата нема на што да се подпре освен на насилство. Штом некој ќе го прогласи насилството за свој метод, мора незапирливо да ја бира лагата како свој принцип. Лага е дека со овој грчки договор ќе се менува само името на нашата држава. Напротив, се менува и македонскиот државен и институционален идентитет. Лага е дека со овој грчки договор не се погазува 74 годишното право на самоопределување и државноста на македонскиот народ. Напротив, со овој грчки договор се брише и државно-правниот континуитет на идеалот на македонскиот народ да има своја држава. Се брише 27 годишната историја на независната македонска држава. Лага е дека овој грчки договор се гарантира членството во Европската унија и во НАТО. Без вистински реформи, без борба против корупцијата, без борба против партискиот елитизам и клиентализам, нема членство во Унијата и во НАТО. И да се прифати штетниот грчки договор
и да се промени македонскиот устав, членството во Европската унија и во НАТО не следува по автоматизам. Со прифаќањето на ваквиот договор, ние само ја сечеме гранката на која седиме, само затоа што некој не уверува дека во меѓувреме ќе ни израснат крилја. Лага е дека со овој договор конечно ќе сме станале рамноправен субјект со тоа што Грција ќе не признаела. Напротив, не само што се деградираат нашите стекнати права во Обединетите нации, туку спогодбата ја доведува Република Македонија во положба на подчиненост и зависност према Република Грција. Бидејќи со овој договор, Грција стекнува право да се меша во општото добро на нашата република. И конечно, лага е дека со овој грчки договор се јакне македонскиот идентитет. Напротив, со овој грчки договор правно се уединува македонскиот народ. Многу пати се обидувале да ни накалемат некаков тук идентитет, но сепак не успеале, бидејќи нашето постоење не зависи од нив, туку од самите нас. Затоа, сега не убедуваат сами себе да се укинеме. Затоа сега сакаат да го убедат македонскиот народ да изврши правно и историско самоубиство, бидејќи од суверената волја на македонскиот народ извира и суверената Македонска република. Без македонски народ, општото добро ќе биде сведено на ничие добро, кое секој ќе може да го разграбува и разнебитува. Без македонскиот народ, Македонската република станува ничија земја, бидејќи без македонскиот народ нема Македонска република. За возврат на тоа ни е ветен просперитет, но по цена на нашиот идентитет. А јас се прашувам, каков ли е тој просперитет без идентитет, без слобода да се наречеме според нашето собствено име? Вината за ваквата состојба не можеме да ја бараме ниту во јужниот сосед, ниту во европските и евроатлантските партии, бидејќи ниту ирационалната параноја на првиот, ниту студениот прагматизам на вторите не можат да не променат. Каде е тогаш вината? Знаејќи какво е семето, Мисирков уште пред 115 години посочил каков ќе биде плодот. Тој решици пророчки не предупредува за оваа кобна македонска одлика и вели: собитијата што се развија досега ни покажа колку ние самите можеме да си напакостиме, мислејќи дека постапуваме правилно. Затоа и авторот на последниот македонски манифест, оно што пред малку го слушнавме, прашувајќи се кој тоа ни го брише минатото за да ни одземе и иднината, без ронка задршка одговара: не обидувајте се никогаш вината да ја барате подалеку од нас. Затоа лекцијата што постојано ни се повторува, бидејќи никако да ја научиме, е следната: најголемите национални катастрофи на Македонија и се случувале тогаш кога е заобиколувана општата волја, кога е напуштан национален консензус. Републиката постои да го заштити општото добро од секој оној што ќе посака да го присвои само за себе. Смислата на републиканските механизми е да ја спречат злоупотребата на власта за тесни лични и партиски интереси. Секогаш кога тите лични партиски интереси го заземале местото на трајните интереси на републиката, се завршувало со национална катастрофа. Драги сограѓани, најголемиот показател за вредностите на една нација е консензусот околу она што не е за прошба. Големо ни е името, ќе посакаат да ни го земат, предупреди Блаже Коневски. А дали со штетниот грчки договор сега ние самите доброволно им го даваме името? Прашањето за името и за идентитет е постаро од секој устав, од секоја влада, од секоја партија, од секој претседател. Постаро е дури од државата. Ниту еден поединец од ниту една генерација нема право да тргува со тоа име и со тој идентитет.
Затоа не го прифаќам грчкиот договор кој е на штета на македонскиот национален идентитет и на штета на интересите на Република Македонија. Нема да ме поколебаат разните обиди за притисоци. Останувам доследен на мојот принципиелен став. Истовремено повикувам да престане да се злоупотребува остварувањето на нашите стратегиски цели и определби. Европската унија и НАТО не смеат да бидат алиби за лош договор кој ќе предизвика несогледливи и штетни последици по државните и националните интереси на Република Македонија. Почитувани македонци, албанци, турци, срби, власи, бошњаци, роми, почитувани христијани, муслимани, евреи, атеисти. Еден од столбовите на Македонската република е македонскиот јазик. Република Македонија ја овозможува на секоја заедница да го користи својот јазик во сите сфери и сите нивоа во согласно со Уставот. Република Македонија е заедничка татковина на сите нејзини граѓани. Ние се гордееме што 68 години имаме албански и турски театар во Република Македонија. Имаме богата издавачка дејност и на албански, турски, српски, влашки, ромски, бошњачки. Дали друга балканска држава може да се пофали со таква традиција на меѓусебно почитување на која можат да ни позабидат и многу европски држави? Но ваквото единство на различноста е возможно благодарение на македонскиот јазик, што има незаменливата улога на официјален јазик на државата, основен комуникацијски код и кохезивен фактор што ги поврзува сите сегменти на македонско мултиетничко, мултирелигиско и мултијазично општество. Македонскиот јазик е лингва франка благодарение на кој припадник на една етничка заедница се разбира со припадниците на другите етнички заедници. Тоа е дел од нашиот општествен договор. Нашата сила е во нашата различност, а нашата различност е гарантирана со нашето единство. И израз на тоа единство е македонскиот јазик. Драги сограѓани, досега зборувавме за придобивките на Републиката, но што остана од сето тоа? Што би кажале нашите преродбеници и револуционери за она што ни го оставиле во наследство? Сте се запрашале ли што би рекол Карев за состојбата на нашата република? Дали и Македониумот, во кој е погребан, ќе го преименуваме? Што би рекол Гоце Делчев, Даме Груев и Ѓорче Петров за идеалот на револуцијата? Залудно ли ни ја враќаат довербата во сопствените сили? Што би рекол Димо Хаджидимов, кој не упати постојано да чекори нови и славни и линдени, кои ќе ја усовршуваат македонската слобода, државност, независност? Дали ги зачувавме тие придобивки? Што би рекол Прличев, кој ни го остави тројниот завет да се познаваме себе си, да се почитуваме себе си и да се чуваме себе си со тоа што ќе ја чуваме татковината? Сте се запрашале ли што би кажал Мисирков, кој го издигна македонскиот јазик како основен белег на македонскиот народ, како непобиден факт за нашата самобитност? Што би рекол Конески, кој заклучи за нас повеќе отколку за многу други во светот, јазикот представува со се што е на него создавано како говорен и пишуван текст најголемо приближување до идеалната татковина. Македонскиот јазик е заправо единствената наша комплетна татковина. Што би рекол тој за лажните пророци кои орнисуваат таа наша идеална татковина? Што би рекол Рацин за овие темни мугри што надвиснале над нас? Што би рекол Вапцаров, кој не учеше како самосвесно да си ја сакаме татковината и тоа без протекторати? Што би рекол Гане Тодоровски, кој во едно слично време невреме напиша: ке не има ли тогаш кога ке не нема? Ако не немаше, токму тогаш кога требаше да не има. Што би рекле Кузман Јосифовски, Питу и јасномците,
од чии дела и зборови сега се одрекнуваме, чии манифест сега слушам, ке сме го цензурирале. Што би рекол Ченто, првиот председател на Втората Автономска република Македонија, која ни остави да ја пазиме како зеницата во окото. Што би рекол Борис Трајковски, кој на 100 годишнината од Илинден тука, од ова исто место, потенцираше дека во Европа не се влегува без идентитет и без достоинство. И конечно, што би рекол Киро Глигоров, кој не подсети дека нашата независна Македонска република е нешто најскапо што го имаме, бидејќи Македонија е се што имаме. Оваа година целиот свет ќе го слави 70 годишниот јубилеј од денесувањето на Универзалната декларација на човековите права. За правата запишани во таа универзална декларација се бореа и илинденците, и јасномците, и сите ние како современи македонски граѓани на нашиот заеднички дом Европа. Како конститутивен дел на Југословенската федерација, Република Македонија учествуваше во создавањето на таа универзална декларација. Дали денес ние самите ќе се избришеме од тековите на светската историја? Почитувани сограѓани, денес, во овој нов свет, Републиката не е само тука и не е само сега. Републиката се протега дотаму докаде што допира светлината илинденскиот факел. Од Крушевската преку Асномската па се до нашата независна Република Македонија. Таа република живее во срцето на секој чесен македонец и на секоја чесна македонка, на секој чесен македонски граѓанин, каде и да се наоѓа. Затоа Илинден е ден кога доаѓа и светлината која не осветлува, но и громовите кои не предупредуваат дека за да се живее живот во светлина потребна е пожртвуваност. Како што илинденците со својата жртва го подготвија патот за партизаните и како што партизаните со својата жртва го отворија патот за нашата генерација во Република Македонија, така и нашата жртва е некогаш неопходна за да се опстои тој дух на републиката. Да се биде македонец не е само право, тоа е и обврска. Обврска да се чува наследството за кое нашите предци се избореле со пркос и непокор. Да се чува континуитетот на нашата определба, бидејќи како македонци ние не можеме да бидеме нешто подразлично од нашите предци. Да не им го одземаме на нашите деца, внуци и правнуци она што ни го оставиле нашите татковци, дедовци, прадедовци. На тоа не подсетуваат нашите манифести како израз на нашата општа волја и нашиот национален консензус. Денес тој наш консензус е недвосмислен. Македонските граѓани се сплотени околу идејата за членство на Република Македонија во Европската унија и во НАТО. Но таму сакаме со нашето име, со нашиот идентитет, со нашето достоинство и нашата чест. Затоа, ниту еден политичар нема мандат да тргува со идентитетот на македонскиот народ. Како председател на Република Македонија, јас сум само гласот на народот. Вашите барања се и мои барања. Вашите очекувања се и мои очекувања. Вашите одлуки се и мои одлуки. Вие имате легитимно право да се грижите и да ја чувате својата република. Еднината на вашата, на нашата Република Македонија ја градите со секој ваш став во однос на секое прашање за републиката. Историјата ќе суди за тие што го следеле патот, го исполнувале заветот и не се откажувале од светлината на Илинден, светлината која многумина се обидувале да ја попречат за да не стигне до идните поколенија. Големите потреби раѓаат и големи надежи. Денес од кога и да е претходно, судбината на независна Република Македонија е во раците на самите македонци и на нивната историска обврска. Верувам дека нашиот народ е доволно зрел и мудар да ја одбере својата судбина и да ја одбрани својата република.
бидејќи народот треба да се грижи за републиката што ја создал. Ја создал и истовремено подал рака на соживот кон своите вечни сотатковинци, кои иако зборуваат различни јазици и се именуваат со различни имиња, сепак се сини и ќерки на нашата единствена заедничка независна Република Македонија. Бидејќи македонскиот републиканизам исклучува секаков шовинизам. Затоа да си ја сакаме, да ја почитуваме и да си ја чуваме независна Република Македонија, за и таа да не чува од бурите на денешницата, бидејќи нема ништо повредно од тоа. За многу години Илинден, нека ни е вековита слободата, независноста и сувереноста, да живее Република Македонија,